за локален развој и демократија Фокус од Велес започна со проект Читај меѓу редови. Всушност тоа е грант на проектот со критичко мислење до граѓани со медиумска умешност Критинг, кој што го спроведува Метаморфозис и Евротинг. Целта на проектот е да се зајакне капацитетот на кај учениците во рамки на медиумската писменост. Тоа ќе го направиме со тоа што ќе ги мотивираме учениците да градат критички став во однос на сите информации кои што им се пласираат на медиумите, особено на онлайн медиумите кои што се премногу застапени кај нив. Ќе бидат опфатени 40 ученици од гимназијата Добри Даскалов од Кавадарци. Тие ученици со нив ќе работи експерт вклучен во самиот проект. Тој новинар Саша Димовски, тој ќе работи со учениците заедно со мене како координатор на проектот на едукација на самите ученици. Учениците ќе бидат вклучени во самиот процес на професионалното новинарство. Ќе работиме на терен, значи ќе се детектираат теми од медиумската писменост. Тие теми ќе се работат на терен заедно со нас, ќе се монтираат во самата телевизија, во КТВ телевизија, која што е и наш медиумски партнер во самиот проект, и овие теми ќе бидат објавени на самата телевизија. Овој проект исто ќе се реализира со ученици, со 40 ученици од Велешката гимназија. Интересот таму беше доста голем, се надевам и тука ќе биде доста голем кај самите ученици. Веќе се селектирани тие 40 ученици. Со она што ќе почнеме како првично ќе биде самата промоција на проектот во училиштата и во Велес и во Кавадарци. Потоа следува форум на кој експертот, новинар кој што ни е вклучен во самиот проект, ќе го детектира степенот на медиумска писменост на кај самите ученици, и од самото тоа што ќе произлезе на тие форуми ќе се направи план и програма за едукативните работилници во кои што ќе бидат вклучени самите ученици. Практично со работа се надеваме дека од стартот на наредната недела, меѓутоа сите активности треба да бидат спроведени во ноември и во декември месец. Сите тие форуми, едукативни работилници кои што ќе бидат во рамки на проектот ќе бидат спроведувани во ноември и во декември месец.